На Прилеп му се случува најголемиот пожар во неговата историја. Огнот кој беснее во Мариово се простира на околу 16.000 хектари, а линијата на пожарот е и до 40 километри. Гори претежно трева и ниско стеблеста шума, но пожарот започнал да зафаќа и дел од боровата висока шума. Огромни пламени јазици и чад се забележуваат во атарите на селата Бонче, Крушевица, Пештани, Дуње и Кален. Синоќа во последен момент беше спасено селото Бонче и манастирот Свети Илија Писокал. Жителите во шок раскажуваат за огромната трагедија која што можела да ги снајде. Синоќ имавме тежок, напорен ноќ, неспан. Благодарение на прилепските пожарникари и најповеќе благодарност до доброволното друштво што од Битола со цистерни, со води и се уште се на терен гаснат доброволците. Го спасија селото од најголемиот пожар што постоеше до сега во животот. Многу сум вознемирен, че ми изгореше кујче тука на првата постојка сум. Прв бев на удар за горење и 30 крупни добици че ми ги изгоре. Пожарникарите од Прилеп веќе неколку денови даваат надчовечки напори огнот да не ги зафати населените места и манастирските комплекси. Особено било страшно синоќа кога за само неколку метри не изгорел манастирот кај селото Пештани. Денеска се гаснеше и од воздух со трактор и еден хеликоптер на МВР, кој што гориво полнеше во Прилеп, а вода од блиското езеро кај селото Дуње. Исто така на терен има и пожарникари од повеќе општини од Македонија. Од 6 сабајле сме на терен, моментално се наоѓаме пред селото Бонче. Го штитиме тој дел. Ставен е веќе нашиот дел под контрола. Се надеваме дека во текот на денешниот ден овај дел ќе биде и целосно ликвидиран. Во Мариово присутни се околу 200 припадници на полициските тигри, арама вработени во македонски шуми и пожарникари од повеќе општини. За жал хеликоптерот кој што е во непосредна близина на пожарот, значи слетане во могила на пригодно место, не можеше да действува поради големата зачаденост. Може да се види зад мене. Исто така верувам дека проблем ќе има тракторот. Во предмалку зборов со лицето кое што го наведува тракторот од земја и детектирал само една позиција каде тој ќе може да действува. Цела Пелагонија е покриена со густ чад, а загадувањето на воздухот е енормно и незапаметено досега. Зафатена е површина од околу 16.000 хектари, што значи тоа е страшна површина. Најголемиот акцент ќе биде ставен за заштита, кон заштита на евентуално населените места кои што би можеле да се најдат на удар на огнот и да огнот не префрли во одредени шумски предели кои што понатаму ќе бидат сериозен проблем и ќе бидат многу тешки за гасење. Вчера имало 27 пожари на отворен простор, 4 се активни, а под контрола се 2. Целосно пак се изгаснати 21 пожар.